за животот во Маврово, но и за сето она што Маврово го носи како потенцијал од многу аспекти, но и за тоа што се случува ова лето во Маврово. Утрово ќе разговараме со Деница Бојаровска, која што ни доаѓа токму од Сдруженијето Бука, кое што исто така е здружение кое што се залага за едукација, истражување и промоција на еколошките практики. Деница, добро утро. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојде од Маврово, бидејќи твојот дом веќе околу 6 години од прилика е токму Маврово. Па може би така да започнеме со тоа како се случи тој пресврт во вашиот живот, да едно градско место како Скопје, значи главниот град на нашата Македонија, се напушти и се одбере токму природата да биде секојдневие, да се будите со звукот на птиците и се останато што Маврово го нуди. Благодарам за поканата и за можноста да зборуваме за Маврово, за Бука и за сите активности што ги делуваме таму. Да, 2020 решивме да се преселиме во Маврово со сопругот, не за да избегаме од градот, туку за да го живееме животот што го посакуваме. Двајцата сме планинари, големи љубители на природата и тоа беше еден компромис за живот на село, затоа што Маврово не е класично село, тоа е викендна селба со село, нели има и село, но за нас беше опција бидејќи блиску до Скопје и има ски центар, а ние сме меѓу другото и страствени скијачи. Да, некако повеќе работи се поклопуваат за да се донесе една такава одлука, која што видиме дека е прилично храбра во ова време во кое што живееме, да речеме урбано живење, но време во кое што пак ако забележиме и генерално или глобално, се повеќе се чувствува потребата дека можноста да се живее во една таква природна средина навистина е па во последно време веќе и неопходна. Но кога зборуваме за практичноста или за она кое што треба да ја има таа функционалност во едно секојдневие, тогаш може би многумина кои што сакаат да донесат таква одлука, пак тоа да ги спречи. И од една таква одлука потоа се отвораат и други видици, да речеме како и на кој начин местото да стане пофункционално и сите кои што сакаат да може да се реализираат така поточно да нели го направат тоа за себе. И од тоа потекнува и цела иницијатива која што сушност ја има и Бука, а со која што ќе запознаеме и нашите гледачи. Така. Нема формула за транзицијата од миграцијата од град во село, на секого индивидуално како му одговара и каде му одговара може да се пресели. Но дефинитивно човек кога прави листа си шкртка нели што има таму инфраструктурно, дали ми е блиско до град, дали има училиште, дали имам што да правам таму, дали има локално население, дали има млади луѓе, ако човекот што планира е млад. Така да ние тие некои работи ги шкртнавме, ама како и да е Маврово нас ни е во главата од деца, го посетуваме од деца и меѓу другото е една преголема природна убавина, така што на нашата листа секако дека имаше многу позитивни штикли. Да, нешто што веројатно надвлада на тоа кое што го нема, кое можеби би било составен дел од секојдневието во главниот град. Интересно е што сите ние некако сакаме да ги искусиме тие убавини и поголемиот дел гледаат тоа да го направат преку поминати викенди или се разбира и односно градење викендици или изнаемување викендици. Тоа се прави најчесто и во Маврово и во останатите делови од нашата земја, ако сакаме да бидеме во природа и на некој начин да ја доживееме. И затоа споредбата помеѓу викендиците, односно оние кои што доаѓаат за време на викенди со локалното население е прилично поголема во однос на бројката. Да, Маврово има големо викенд население, така да го кажеме. Не сум сигурна точно за бројката, ама мислам дека има околу 2000 викендици околу езерото, заедно со Леуново и Никифорово, што значи за викенд има голема фреквенција. Голем број на домашни туристи, пред секако и странски, но домашните туристи се уште мислам дека се во Маврово најбројни. И сето тоа повлекува потреби за една инфраструктура и обслужување на тие луѓе преку викенд кога доаѓаат. Значи, дефинитивно постојат
има многу недостатоци, типот на што прават луѓето кога ќе дојдат и која е понудата за Маврово. Затоа што многу често луѓе доаѓаат во Маврово и ќе седнат во кафаните, што е супер, храната е прекрасна, има што да се проба, има како да се ужива, тераси со поглед и слично. Многу ретко се охрабруваат да влезат во шумата и да почнат да истражуваат. Дали тоа се должи на немањето прецизно обележани шетачки патеки, планинарски патеки, затоа што и не секој турист се чувствува како планинар за да освојуван или кон врвовите. Би било прекрасно кога би имало некоја рекреативна патека, не мора да е долж патот, може да е некоја кружна патека и во шумата. А тоа го нема? Има секвенци, да кажеме, околу езерото, но тие патеки, иако направени одамна, не се одржуваат. Сега ние покренуваме иницијатива да се одржуваат и благодариме на институциите што го слушаат нашиот повик, барем во сезоната на бујна вегетација да се искастрат очиста, да бидат прегледни, да се редовно да се собира отпадокот. Таква една е околу тениското игралиште, нели ќе зборуваме малку подоцна и дефинитивно е целина на дополнување на една инфраструктура што обслужува рекреативен туризам. Деница, ова веројатно е една од целите на Сдруженијето Бука, но она што е интересно е што го велите дека животот поблиску до природата ве мотивирало и да учите и да сакате да осознаете многу повеќе за природата. Па кои се оние основни или главни носечки цели на ова здружение, со оглед на тоа што Маврово како национален парк изобилува со броен растителен и разновиден растителен и животински свет, што е во фокусот на вашите истражувања, на вашите едукации кои што постојано се случуваат? Бука е здружение кое се роди неодамна и Бука ја основавме поради сознанието дека и ние самите колку повеќе учиме, толку повеќе сваќаме дека не знаеме. Колку повеќе нас ни се прошируваа видиците, толку повеќе желба добивавме да ги споделиме и со други. Свативме дека е убаво тоа да го врамиме и да почнеме да правиме, да се фокусираме на едукација. Почнавме да правиме разни работилници со Бука, да каниме странски домашни експерти од областа на микологијата, екологијата, ботаниката и во изминатиот период реализиравме неколку такви. Есеноска направивме 3-дневна работилница за габи во Маврово со италијанскиот професор миколог Фабио Мавалета, а сега во јуни направивме еднодневна работилница за идентификација на габи со експертот за габи Томе Јовановски и со неговите кучиња трагачи по Тартуфи. И навистина беше интересно, се пријавуваат млади луѓе кои не ги интересира толку сувопарно само науката, туку ги интересира искуството. Сакаат да бидат помеѓу истомисленици и сакаат преку викенд да доживеат поинакво искуство. Значи, да бидат активни и да истражуваат, да запознаат Македонија, понекогаш сами се изненадуваме од тоа што се постои околу нас. И колку не знаеме. И колку не знаеме, за сопствената земја. Го спомена италијанецот, не го запомнив неговото име, но тој е миколог и ме интересира како тој реагира на една природа како Маврово, која што е предпоставувам исклучително богата со габи, односно со печорки. Како странците ги доживуваат нашите подрачја? Секогаш позитивно и тој самиот беше воодушевен и на неколку наврати ја посетува Македонија и заради истражувачки цели, регистрација на нови видови, затоа што иако сме мала земја и можеби нема толку, да кажам, формално едуциран кадар, има многу љубители на природата, има многу луѓе кои аматерски допринесуваат за развој и препознавање на микологијата и видовите на габи во Маврово. Јас и сопругот сме нашле неколку врсти што се на видови, што се на црвена листа, сме нашле неколку видови што се прв пат регистрирани во Маврово и се трудиме да запишуваме, да мапираме и исто така и италијанскиот професор воодушевен од природата во Маврово
препозна и регистрира со групата преку 60 видови за неколку сати прошетка, што значи можете да замислите колку е со што се останато изобилува маврово. Освен растенија или не знам габите во кој сектор влегуваат, бидејќи го имавме и тоа минатата недела, вели повеќе се кон животните, бидејќи размислуваат на поинаков начин, но освен габите или печурките, кој растителен и животински свет е вака предмет на истражување конкретно за вашето здружение? На што сакате најмногу да се фокусирате, бидејќи навистина маврово е место со огромен еколошки потенцијал? Наш многу голем фокус е и билките. Ние постојано учиме, набавуваме литература од која може прецизно да учиме. Постојано се консултираме со поучени, поискусни луѓе локално. Конкретно многу не интересира самата бука. Затоа и се вика здружението бука. Буката како дрво, буката како екосистем, целата шума во Маврово претежно, поголемиот дел од шумата во Маврово е бука. И сите видови кои обстојуваат во буката, старите дрва, девствената шума на кораб, на длабока река, тоа се нешто што во иднина би сакале подлабоко да ги истражуваме. Значи, самата шума како екосистем, никогаш не се интересираме прецизно за еден вид, туку за екосистеми и за нивна ремедиација и за нивна заштита пред се. Да. Секако е за поздрав оваа иницијатива и се разбира дека е потребна многубројност ако зборуваме за сите оние работи кои што можат да се направат, затоа вие вклучувате и волонтерски акции за оние кои што се заинтересирани. Истовремено подеднаква важност е тука и едукацијата на младите или пренесување на некој начин може да кажеме на желбата да тие се заинтересираат и понатаму можеби го продолжат и пројавуваат се поголеми иницијативи, заради тоа што е факт и ако бидеме реални, имаме места во нашата земја, еве и Маврово е едно од нив, кое што и тоа како досега требаше да биде малку повеќе истражено, малку повеќе испромовирано, да бидеме повеќе едуцирани или запознаени со тоа што се има нашата природа, а исто така и тоа предложено или представено на туристите. Ми се чини дека ако направиме една паралела и најчесто велиме не сакаме да се споредуваме со повисоко развините земји, но зошто да не? Кога има такви места во одредени делови од светот, тие навистина се доволно експонирани и прочуени и ценети. Ние еве сега слушаме пофалби од различни магазини, светски и европски за одредени делови од Македонија, што повторно е еден добар чекор, но тоа е минимално во споредба со тоа што имаме. Дали е бука доволна за ова и можеби дали се прифаќа, да кажеме, помош во смисла на тоа кое што е ваша цел? Секако дека бука како организација не е доволна за да го прошири зборот, да ја заштити природата, да повлече туризам или да понуди стратегии и решенија за чувување на природата и националниот парк. Секако дека здружените сили најсилно делуваат. Во Маврово има и други организации кои па повеќе се на страната на алтернативниот туризам и се бават со промоција на туризмот, но недостасува малку повеќе детерминирана стратегија и решенија и неколку клучни инфраструктурни подобрувања за да му се даде на Маврово една целина како што некогаш била. Затоа што тука во Маврово можеме да забележиме со голема тага, ова ќе го кажам, една мала деградација. Затоа што Маврово кога е изградена браната и кога е изградена, односно кога е направено езерото и населбата, понудено е како тој крај да живее од ова што го зборуваме, од посетители, од туризам, од уживање на природата. И имало неколку клучни решенија што тоа го возможувале. Но некако без одржување, без долготраен план, сега нема такви можности. Нема поводен сообраќај во езерото. Селата се толку блиску воздушно, а не можеш да ги достигнеш. Се кружи само со автомобили низ езерото и со мотори. Отсуствува јавен превоз, дури во сезона, во ски сезона. Не можеш од Мавровјанови до ски центарот да стигнеш со
некое автобусче или комбенце, мораш да палиш кола, да се паркираш, да губиш време, да загадуваш. Значи, то се толку некои мали работки, што може да го ситни, ама подобра. големи. Деница, ова ве демотивира како некој кој што одлучиле да живеат таму или напротив ве мотивира да ги подобрите овие работи за да има исто поголем број други истомисленици како вас да го одберат како место за Мене лично не ме демотивира. Мене лично ме мотивира. Јас тргнувам од тоа што можам јас да локално да променам и да действувам. Никогаш не размислувам, имало денови кога сум размислувала како да го променам светот, но се повеќе сваќам дека да го променам мојот микросвет, да влијам во мојата локална заедница, треба да ми е приоритет и најбрзо и лесно ќе вроди со бесценет плод. Така што не ме демотивира, напротив, со здруженијето и со друштвото со кое го организираме и хуманитарниот тенис турнир во Маврово, правиме такви мали примери за да покажеме дека може. Например, ќе зборуваме за тенис турнирот, но за време на тенис турнирот ние, како организација, уште првата година понудивме бесплатен превоз. Значи, комбе што ќе кружи и ќе застанува на точки автобуски постојки, да речеме, долж Маврово и Мавровјанови, ќе ги донесе луѓето на терените за да гледаат тенис и ќе ги врати во одреден период со распоред на возење и слично. Да, нешто што велиш дека инфраструктура навистина му недостасува, не само за турнир во тенис, туку и за особено активната зимска сезона кога имаме голем број на туристи. И сега зборувајќи за туристите и за домашните, но и за странските, би сакала да ни потенцираш со какви предизвици се соочувате, па можеби секојдневно има ли многу отпад, има ли многу депони, има ли луѓе кои што несовесно се однесуваат со дивите животни? Знаеме за многу ситуации со мечките и зошто нели се хранат и кога не треба да се хранат и колку тоа сето им влијае на нивното природно однесување и обкружување и генерално на биодиверзитетот на самото Маврово. Мојата болна тема, значи болна точка, отпад има премногу. Незамисливо многу за еден национален парк. Нема сега да ги лоцирам виновниците, секој што поминал знае што оставил. Но повторно ќе кажам, мали работи, мали, едноставни, ефтини решенија можат да донесат големи промени. Ги спомнавте мечките, дивите животни. Значи, едноставно затворање на континерите во кафези со решетки ќе спречи растурање на отпадот од страна на дивите животни низ шумата, затоа што ќе се натрупа за викенд континерот. Од недела до понеделник, кога предпријатието тргнува да го собере за таа една вечер, ќе прошетате низ шума, се е извлечено во шумата. А колку често се собира отпадот? Еднаш неделно во Маврово? Не сум сигурна, ама дефинитивно преку викенд се полни драстично и потоа во понеделник предпоставувам. Нели недела вечер си одат луѓето, понеделник сабајле, кога дур да помине комбето, отпадот е расфрлан. Значи тоа се такви некои ситни финеси, повторно ќе кажам, што може да направат големи промени. Има отпад. Тоа е меѓу другото и една од причините што ги лоциравме за да иницираме уште еден проект со бука, што ќе се случува во август, тоа се вика повторно на стаза, пилот модел за циркуларна спортска опрема. Што е идејата? Идејата е дека свативме дека во Маврово има, нели како што кажав, многу викендици, повеќето се тука заради ски центарот и има многу неискористена, се уште функционална, употреблива ски опрема. Значи, знаеме, децата ќе скијат, ќе надраснат скичките, ќе ги надраснат скафандерите, ракавичките, се тоа, особено кај децата, многу брзо се менува. Постојаното купување е неодржливо. Спортската опрема е направена и од не толку лесно рециклирачки материјали, ПВЦ и останати синтетички материјали. Идејата беше да направиме еден настан на кој ќе понудиме прилика за размена, но и поправка
Значи се она што подразбираат принципите на циркуларна економија. Значи да се размениш, да поправиш, да реупотребиш. На тој настан особено сите, цела Македонија, сите луѓе се поканети, но се фокусира на овие викенд жители, ова големо викенд население што го лоциравме на почетокот на разговорот, да се охрабрат да се разменуваат со ски опремата, а она ски опрема што е, да речеме, нефункционална повеќе, да им дадеме неколку идеи да презентираме на лице место што можат од неа да направат. Да ја реупотребат. Да ја реупотребат. Од стари ски, од стара сноуборд даска, може да се направи клупа за во двор, може да се направи ограда, може да се направи закачалка и ред други работи. Кога ќе биде овој настан, Деница? Затоа што спомена дека ќе биде во август, така? Да, овој настан ќе се случува на 23 август во Маврово и меѓу другото ќе има и пункт за поправка на текстил. Значи на лице место доколку се размениш со некого и самата јакна е некаде подкината или треба патент или копче, ќе може на лице место да се поправат мали поправки и ќе има сервис на ски и велосипеди, исто пункт каде што ќе може и да се обнови. Да, одлична замисла и веројатно добро да се спроведе во пракса и потребно истовремено и нешто што е најважно за малку поразлично размислување или малку поразличен пристап на тоа што сме навикнати досега, кое што е потребно и веројатно дел од целите на бука, ако зборуваме за еден ваков начин на функционирање и многумина ќе речат како се функционира, да речеме за млади луѓе кои што се во работен однос, оние кои што можеби се во подготовка за основање фамилија или функционирањето со деца. Сите тие прашања се поставуваат и дел од нив знаат да бидат и доволна пречка за да тоа не се направи или не се отиде и не се живее таму. Па од тука би споминале како се функционира. Ние пред малку и пред да започнеме со разговорот ни сподели дека има и фамилии кои што се доаѓаат и со мали деца, кои веројатно планираат децата да се образуваат таму, но таа фаза е особено важна и за родителите, па и за децата. Како тече образованието во Маврово, како трае тој образовен процес, што е со училиштата? Да, тоа е интересна тема и јас гледам еден бавен, но сигурен тренд на враќање на младите во Маврово. Јас лично познавам неколку пара со мали деца кои се охрабрија да се преселат таму. Какви се нивните планови, дали ќе ги запишат децата таму на училиште, не можам да знам и да гарантирам, но знам дека имаат желба, дека сакаат нивните деца да учат таму и не им менува што Маврово има селско училиште, да кажеме, нели, што е село и што има мало селско училиште. Тоа не е за некого недостаток или мана или тој збор не создава паника кај некои луѓе, колку и да звучи чудно. Има мало училиште и тоа училиште во селото беше доста популарно низ разни ТВ прилози во изминатиот период, затоа што пред неколку години се запиша само едно прваче. И тоа беше една така емотивна приказна што се распостели медиумите. Да, медиуми, што сите некако беа со доза на емоција и симпатија и радост што сепак ете има едно детенце, но и со една тага реагираше македонската јавност што за крајот на некој начин замира. Да. За среќа, во училиштето учат 6 или 7 деца, не сум сигурна, од прво до пето деление, а од септември ќе има и 3 нови првачиња. И тоа е супер надежна приказна. Токму и нас не мотивира и не емотивно инспирира таа приказна со училиштето. Така што кога размислувавме да направиме тенис турнир на јавен простор, во Маврово Јанови има прекрасно тениско игралиште на самиот брег на езерото, во шума, многу убаво место, мислам дека ќе го видат гледачите и на слайдовите. Кога размислувавме таму да направиме тенис турнир, си размислувавме што ако ние сега тука се собереме само играме тенис. Дали има логика кога или да ги поканиме децата на тенис академија, размислувавме да им овозможиме тренинзи со професионален тренер и професионална тенис опрема, затоа што иако имаат тениско игралиште во непосредна прилика, близина, немаат прилика да искусат
тенис тренинг со професионален тенис. Но каде е тука тенисот ако условите во училиштето не им се намирени? Значи, си има приоритети, образованието е приоритет, условите за едно дете да безгрижно да се образува се највисок приоритет, барем за мене и за моето друштво, оние кои заедно го правиме. И затоа рековме, ако го правиме овој тенис турнир, ќе биде хуманитарен тенис турнир, ние целосно волонтерски го правиме ова, 9 души сме, сите имаме 9 до 5 работа, што се вели, но со многу голема љубов поради пријателството и желбата што не води. И визијата што имате за Маврово, како треба да изгледа? Да, и визијата за Маврово како еден спортски рекреативен центар 365 дена во годината, каде што ти секој ден можеш да одиш и да спортуваш, различни спортови, не само во ски сезоната, да. И тогаш рековме ќе го правиме овој тенис турнир хуманитарен и наша цел секогаш ќе бидат децата и нивното добробитие. И минатата година кога го направивте, што се случи со собраните средства, да им потенцираме на гледачите, а потоа ќе го навиме и оној кој што оваа година. Во септември 2025 лани го организиравме првото издание на Маврово Open, хуманитарен тенис турнир за аматери. Се пријавија 32 аматери и 10 семи-про надпреварувачи и котизацијата за учество на турнирот, средствата собрани од котизацијата ги заедно со неколку општествено одговорни компании кои ја препознаа нашата иницијатива, направивме една донација и реновација на големата училница во малото селско училиште во Маврово, затоа што, како што кажав, оваа година класот ќе се зголеми и убаво би било да се преместат во таа поголемата училница. Компаниите ни донира материјали за обнова на ѕидовите, на подот, ставивме инвертер клима за да им олесниме начинот на грејење, им обезбедивме принтер, скенер и нашата иницијатива за едни основни услови. Да, и нашата иницијатива, за што многу се радувам, направи како едно тркало на донации и многу други компании им донира останати инвентари предмети. Што е со овој нов турнир кој што е закажан за оваа 2026 година и какви се плановите за собраните средства во овој пат, каде ќе бидат наменети? Како што кажав, со хуманитарниот тенис турнир Маврово Open продолжуваме да бидеме на некој начин патрон на детската заедница во Маврово и повторно сите собрани средства од котизациите и она што ќе ни помогнат и останатите општествено одговорни компании да го собереме и реализираме заедно со општината, исто така од кои добиваме поддршка, би сакале да го реновираме спортското игралиште во самиот двор на училиштето. Да биде едно место каде што и вон наставата децата би се собирале за да практикуваат спорт. Деница, споменавте дека ете вашето секојдневие во Маврово е исполнето со оглед на работата која што ви е во еден дел од денот или таа онлайн работа, нели? И во оној втор дел од денот сето она кое што е ангажман или за кое што се заложува бука, како и она кое е ваше хоби и интерес, а тоа се билките. Па веројатно ќе ги интересира нашите гледачи како изгледа едно секојдневие во Маврово, на млади луѓе кои што таму живеат, функционираат и кои меѓу другото може да кажеме буквално се борат за она кое што Маврово го заслужува, а го заслужуваме и сите ние кои треба и сакаме да уживаме во природата. Многу интересно. Значи, во зависност од сезоната гледаме што во тој период цвета или што во тој период плоди, дали се тоа шумски плодови, билки или печурки и правиме план кај ќе одиме утре. Буквално сме се пикнале во секој дол и на секоја ливада во околината и имаме различни периоди, да речеме во рана пролет претежно се движиме по речните корита, затоа што е вегетацијата многу разновидна, бујна и во тој период береме див лук или сремуш, познат меѓународот, мечкин лук, точно, кој е многу лековит и многу вкусен и од кој успеваме да направиме многу различни производи.
Инаку нашето хоби не насочи кон еден хоби бизнис, може би не толку така праволиниски колку што интересот на луѓето, токму ова што ме праша Ивана, што правиме и како ни поминуваат деновите, и кога ќе споделевме што правиме и како ни поминуваат деновите и што сме набрале и каков чај пиеме и дека не пиеме само планински мајчине и нане, дека пиеме уште 30 други различни билки, кај луѓето создаваш интерес. И мислам дека интересот на луѓето го создаде и нашиот хоби бизнис Prime Rose, така се вика. Prime Rose инаку е на англиски јаглика, првата роза. Нашиот интерес за природата секоја година се интензивира со појавувањето на првата јаглика. Тоа е на жолто цветче што се појавува по топењето на снегот. Петопрст го викаат, гороцвет и така натаму, познат во народот. Исто многу лековита билка, полна витамин С, со еден преубав праска мирис, од кој се прават многу убави чаеви и е предобра база за миксови за чаеви. И како ќе се појави првата јаглика, Prime Rose е на терен и само се планира што може годинава да се направи. И секогаш со иста доза на внимание го следиме ритамот на природата и го наблюдуваме, затоа што не сакаме да бидеме оние кои одат и корнат. Значи само колку да се натрупа во торба чај, без да имаш план после како ќе го процесираш, затоа што и дали ќе се искористи на правилен начин, да не заврши како дали отпад. толку ти треба. На вистина дали можеш толку да испиеш. Затоа што тоа е принципот, тоа е нашиот принцип, значи да набереме оноку колку што можеме потоа дома да процесираме, да не ни скапе, да не се исуши неправилно и да имаме на кого да го дадеме или да го испиеме или сега во поново време и продадеме. Нашиот со Prime Rose се трудиме да бидеме што е можно по-нежни и пријателски настроени кон природата и да бидеме партнери со неа. Значи немаме строга одредена палета на производи. Нашите производи се нестандардни. И тоа ми се допаѓа, барем мене и луѓето како го запознаваат брендот и на нив им се допаѓа. Значи јас пред мислам 3-4 години направив еден, многу сакам да правам блендови, значи миксови од чаеви, направив еден микс од чај кој содржеше сушени диви цреши. Таа година се погодија црешите, дивите цреши зборуваме во Маврово, да бидат многу родни и благи. И толку беше добар чајот и толку паѓа унесвесите и функционираше и како ајсти за лето и многу добро. Но 3 години поред мразот, градот ги уништуваше црешите. И 3 години поред црешите беа како болни. Надвиснати гранки суви и дури ке се подзамислиш дали е мртво дрвото, така. Ги изгоре студот и немаше цреши. И го немам тој чај. И толку време помина можда не можам да го повторам. Се шалам, имам запишано, но оваа година има повторно диви цреши и ќе го направам. Добро, Деница, за овие работи се едуцираш или животот таму те научи како да функционираш, како да го береш, како правилно да го селектираш, сушиш, па и да правиш миксови кои што велиш дека одлични се? Самиот интерес, желбата, желбата, интересот ми го продлабочува знаењето. Од истражување на интернет до консултации со луѓе до литература која постојано ја набавуваме и ја читаме и симнуваме PDF и постојано читаме, а многу помага дека и сопругот мој има преголем интерес за ова се што го правиме и си праќаме цело време линкови, виде прочитали, гледаш ли како требало јагликата да се суши, гледаш ли зошто годинава нема цреши. Климатските промени имаат некакво влијание, ги чувствувате веќе некои од последиците, еве конкретно можеби и ова со црешите? Сигурно имаат влијание со тоа што не можам да се декларирам како некој голем експерт за климатски промени. Понекогаш дури се сомневам, затоа што неколку години поред дури еден сосед ќе ја сечеше црешата. Му велиме не ја сечи, не раѓа, не ја сечи, не е мртва. И еве оваа година има повторно цреши, истата таа цреша. Значи, не знам, природата си има циклуси, дефинитивно некој се бави со климатските промени, знае да ги препозна и да ги лоцира, но
Но дали се лежи токму во климатските промени на што во последно време се почесто нели се осврнуваме, тоа веројатно ќе го кажат експертите или пак од друга страна како видиме луѓето кои што се во константен допир со природата, како вас, тогаш веројатно малку и на подруг начин тоа го доживуваат и навистина е реткост и да се надеваме дека ќе биде се почесто во иднина да се видат вака млади луѓе кои од се срце го прават тоа, ја сакаат природата и истовремено не само себично за себе, нели, туку и за сите оние кои што можеби им треба малку повеќе помош, малку повеќе едукација, информација за да можат и на таков начин тоа и тие да го прават и да го доживеат. Уна кое што ние можеме да го испратиме или како порака кон нашите гледачи е да сите ние бидеме одговорни кон природата и секогаш кога имаме можност да помогнеме или да волонтираме на еден таков начин. Ќе потсетиме ете за Маврово Open 2026 или тенискиот турнир за кој што зборувавме и за уна кое ќе се случува на крајот на август, на одлична идеја која верувам дека ќе биде и доволно посетена и ќе има можност понатаму да се продолжи во таа насока. Така, фала. Би се чини дека кажавме се, да не пропуштивме ништо? Да, тоа се отприлика работите, иако за Маврово може многу да се зборува, но минутажата ни е таа. Деница, се надевам дека можеби следна наша средба ќе биде токму на вашиот терен, во вашите канцелари на отворено и веднаш да, вака пред крај само што ми доаѓа дали се уште постои некое место во Маврово кое што да речам бидејќи велите постојано истражувате и шетате, ви е ново откриено и се фасцинирате од него. Има вака некој кој што може да го издвоиме? Тешко прашање, се е убаво. Годинава и минатата, како што кажав, многу ги истражуваме речните корита. И Радика ми е едноставно најубавата река во Македонија и сите тие плажички долж реката и се капиме во Радика, иако е студена. Да, знам многу луѓе кои што тоа го практикуваат, особено во летен период кога во Скопје е по 40 степени. Ладно разладување во Радика е така да би рекла, истражувајте ги речните корита, поготово во летниот период, затоа што таму е фрижидер. Да, убава препорака и убав начин да се избега од градската топлина, да се појде во Маврово, но од друга страна пак да бидеме доволно внимателни и да ја почитуваме природата, да го чуваме она кое што навистина го имаме во изобилие, барем ние сме планинска земја, Маврово како национален парк навистина заслужува и поголемо внимание. Се надевам ќе се видиме на ваш терен. Сакам да надополнам само дека из овие работи кои што ги лоциравме и како што спомена Деница, не толку ефтини работи, не толку комплексни за остварување или за реализација, а сепак особено важни за да се функционира онака како што треба во Маврово. Деница, благодариме за гостувањето и се гледаме во следна прилика со се разбира новости и верувам добри резултати токму од бука.